По повод 23 април, светскиот ден на книгата и на авторското право, Националната установа Библиотека Кочо Рацин Тетово организираше свечаност на која беа доделени пофалници и награди на најдобрите од литературниот конкурс на библиотеката токму за меѓународниот ден на книгата. Традиционалниот литературен конкурс беше распишан пред повеќе од 1 месец, а истиот се однесуваше за најдобри поетски творби на македонски и албански јазик, на кој учествуваа ученици од основните училишта од Тетово и Тетовско. Темата на овогодинешниот конкурс го носи насловот "Книгата извор на знаењето". Ученичките творби ги оценуваше 4-члена комисија. Во име на делот, да речем, од комисијата која што ги оценуваше пристигнатите творби на македонски јазик, сакам да го изразам моето задоволство од квалитетот на пристигнатите творби. Имаше многу голем број. Комисијата одлучи како што одлучи, меѓутоа оние што не се наградени и пофалени, меѓу вас има потенцијал, меѓу сите вас, да продолжите да творите, па може би веќе наредната година или наредните години од вас ќе биде пофален или награден. Од квалитетот, како што реков, на творбите беше на завидно ниво. Комисијата работеше, бидејќи конкурсот е под шифра, не ги знаевме авторите кои се литературно училиште и одлучивме, кога ги отворивме, видовме дека има од сите средини, од повеќето училишта во Тетово и околината, и би ги охрабрил училиштата, основните училишта да учествуваат и на наредните конкурси кои што ќе ги организира библиотеката Кочо Рацин, а и литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Тој конкурс е на зима за литературна творба, значи исто традиционално го организираме тој конкурс на македонски и на албански, значи сите вас што сте доставиле творби на овој конкурс, ве повикувам на есен, кога ќе објавиме конкурсот, да учествувате и на конкурсот на литературни Кирил Печиновиќ. Светскиот ден на книгата и авторското право, 23 април, се одбележува во чест на двајцата великани на светската книжевност, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес. Инаку одлуката за одбележување на Светскиот ден на книгата и на авторското право е донесена на конференција на УНЕСКО одржана во Париз 1995 година. Овој ден особено има за цел младите да ги поттикне на читање, да го промовира издаваштвото и заштитата на интелектуалната сопственост по пат на заштита на авторското право.